преподобна, а уште маченичка. Каков е тој наслов за некој кој во Господа се удостоил да го добие? Денеска ја славиме, браќа и сестри, светата Анастасија Римјанка, за која велиме и преподобна дека е и маченичка. Преподобните се оние кои стигнуваат да го достигнат образот Божи или подобието Божјо, како што се вели уште во Стариот Завет, дека Господ го создаде човекот по лик и подобие свое. Ликот го носи Божи човекот, но подобието треба да се постигне. Ова света Анастасија не само што е подобна, туку е преподобна, значи во суперлатив кажано, затоа што иако целото општество во кое живее Рим тогаш уште е нехристијанско општество, таа заминува во манастир и сака животот да го посвети на Бога. Со други зборови, да се вежба за животот кој ни го покажа Господ Исус Христос, а кој последна станица е мачеништвото. Не е прва станица. Христијаните нудени во тоа доба во која се мачени, од првиот до трети век веднаш не стигнува до мачеништво. Зашто созрева свеста кај тој човек. Додека стигне до мачеништво, потребно е време. Не е за сите подеднакво тоа време, да се каже толку време треба да помине и човек да биде зрел за мачеништво. Туку кај секој различно, кај некои се денови, кај некои се месеци, кај некои се години. И света Анастасија живееше во еден римски манастир и таму се вежбаше за подвигот кој на крај ќе го текне од Бога, односно ќе се удостои од Бога да биде налик на него како што тој маченички загина за сите нас. Се вежба преподобниот или монахот или калугерот, затоа ако дојде некогаш во животот, а кај оваа света Анастасија дојде и по еден период живот во манастирот, наклеветена кај римските власти дека е христијанка, таја немаше, нити имаше желба со друго да се брани дека не е христијанка. Може би некои и така ќе прибегнат. Меѓутоа света Анастасија не. Призна дека е христијанка, ако си христијанка, тогаш ќе бидеш на лути маки поставена, не со желба кај римските владетели се покаже нејзината вера, туку да се откаже од верата и да принесе жртва на идолите. Ето не го направи света Анастасија. Затоа викаме и преподобна, бидејќи добро се извежбала. Не се сите маченици, не биле сите маченици на претходна вежба. Еве сега скоро во славиме Свети Димитри, Свети Димитри велиме само велико маченик, не преподобен и велико маченик. Туку е маченик само за верата, а ова света Анастасија е и преподобна и маченичка за верата. Тоа како да ги собериш најважните венци што можат во овој живот да се соберат. Затоа што
на крај сите се испитуваме преку последното, а тоа е мачеништвото. Не сме сите поставени на мачеништво, меѓутоа прашањето, особено кај калугерите, секогаш треба да биде актуелно. Зошто се вежбам во животот? Ако дојде еден ден мачеништвото за тоа, за да не се откажам од Христа. Оти безсмислено е човек да ја прими христијанската вера и да се откаже после од неја. Таа е врвот, нема друго, нема со што да се замени. Таа е врвот на секое постоење. И во таква ситуација навистина придавките кои се употребени за да ја опишат света Анастасија одговараат на она што го поминала во живот. А таа е преподобна затоа што се вежбала да дојде до мачење. Ако дојде некош, ама дошло мачеништвото и таа ја станала маченица. Значи не се повлекла. Многу од христијаните имале шанса да се полечат при мачеништвото. Не им било целта на тогашните владетели во римската држава да ги уништат тие луѓе, туку да ги прегумат, да не бидат христијани. Ево тоа не успевале, најчесто не успевале. Не успевале затоа што христијаните биле упорни во верата, а особено света Анастасија, која претходно и се вежбала да биде упорна во верата, била преподобна, значи била калугерка со други зборови и се вежбала да биде маченица. Ете, такви се патеки да направите христијани, браќа и сестри. Патеки кои водат до Бога и за него се држат за ногзете негови безрезервно. Како што ако се сеќавате Макари светиот, многу пати искушуван од нечестивиот, му велел нечестивиот ме победи Макари. Со цел не дека него победил Макари, туку последната шанса за губиток, која може ѓавол да не приде, се возгордееме дека го победивме ѓавол. И тогаш свети Макари му не вели, не те победи. И додека бил жив, на неколку пати истиот одговор му го давал. А кога се упокоил и кога се фатил за нозете Христови, го слуша истиот глас, ме победи Макарие. Сега да ти кажам со други зборови ѓаволе, Христос те победи, не јас. И пак, и во последниот момент, кога се фатил за нозете Христови, не се возгордил свети Макари. Зашто се во животот што градиме, можеме да го растуриме, само со една лоша помисла, дека ние сме заслужни за тоа. И ќе бидеме како кравата, која вели дава млеко и наеднаш што една курца ќе го истури. Значи, се добро што можеме да си направиме во животот, можеме да го загубиме ако станеме горделиви, претенциозни, дека ние нешто правиме. Без Божјата помош ништо не можеме, браќи и сестри. Не може они светија Анастасија. Мислите, можеле да ги издржи сите искушенија, не само додека се подготвувала за мачеништво, туку во самиот чин на мачеништвото. Мислите дека можел човек да ги издржи тие искушенија? Само силата Божја може, ако му се даде вонредна енергија и Господ тогаш да действува, да може да се некако помогне действото на маченикот во најтешките моменти. Милоста Божја да биде со вас, да ве чува, да ве храни во сите дни на вашиот живот.